Во Штип расте страво дека храната што ја јадеме повеќе не е здрава. Штипјани се жала дека млекото, вошето и зеленчукот се обработени и полни со пестициди. Тие сметаат дека се повеќе се консумира фабрички и вештачка храна наместо природна. Според нив, таквата исхрана негативно влијае на здравјето и доведува до разни болести. Особено загрижува тоа што младите не внимаваат доволно на својата исхрана и здравје, па како што велат анкетираните се забележуваат заболувања и хормонални пореметувања. Не сметам дека јадеме здрава храна. Сметаш дека е обработена? Каква е? Па, она е више повеќето обработена, отколку што е да биде здрава храната за да влијае. Влијае тоа премногу, тоа нездраво се хранат, се ни личи скоро секој ден. Тоа од невнимание, така кажам, ќе кажем сега. Болест се покажува на црвениот дроб, покажува замастување највеќе, така да од нездрава исхрана што ја конзумира повеќето младината, што не внимаваат на себе. 100%. Прскат, сигурно го прскат. Немам појма, ама сигурно не јадеме здрава храна. Жителите на Штип велат дека денешната храна е далеку од природна и дека речиси се е третирано со хемикалии. Тие посочуваат дека недовербата расте, бидејќи се верува дека производите се прскани и вештачки произведени, што отвара страф од долгорочни здравствени последици. Вана дефинитивно обратувана. Нек ни земах штафел од пазарот, значи беше препон пестициди. Значи тоа не личи ништо, се гледа по листу, значи огромен. Ете пораки за граѓаните нека купуваат штафел со мал лист. Не знам како влијае на хормони. Не, па ние го убаво опереме и спанаќо и ова се мора убаво да се опере за тоа што е полн пестициди, значи. Полн. И млекото не е исто. Исто, мислам дека вештачки го прават со оној, кажем, млечен прашок или не знам. Да, се е фабрички. Мислам дека 80%, 90% природно нема ово. Се е со хемикали, пестициди сека, зашо ово. Море сега баш е вештачка храната, да знаете. Така. Па лошо влијано. Не е таа природна храна што беше едно време, сега е многу изменето. Се е вештачко се. Па и болести ударат, ама се работа тоа. Многу е лошо. Повозрасните посочуваат, младите да внимаваат што консумираат, бидејќи како што велат, тие храната може да остави долгорочни здравствени последици.